Време е за вистинско освежување кое што ни доаѓа директно од кујната на утринска на Тилма или време за оброкот на денот кој денеска го представуваме на средината на оваа јулска недела. Се наоѓаме во летото 2026, убаво, ама и топло лето. И кога ни е топло, сакаме да се освежиме, она што е важно е да се хидрираме, препораката е секогаш иста кога зборуваме за хидратацијата, а истовремено и за мудро одбирање на тоа кое што ни го дава природата во оваа сезона. Вистинските зеленчуци и овошја кои апсолутно ни го даваат тоа кој ни е потребно во денот, но треба и да знаеме како и на кој начин да ја направиме комбинацијата. Да биде вкусно, да го внесеме во текот на еден ден, а при тоа да се чувствуваме доволно витални, енергични и здрави. Се грижиме за тоа во нашата утринска со препораките кои ги даваме заедно со нутриционистите, но и со рецептите кои што ги предложуваме од време на време. Денеска таков рецепт ќе предложиме заедно со нутриционистката и добро познатата наша пријателка на утринска Емилија Спасовска-Мујсовска, која што и во текот на летниот период неуморно работи, морам да кажам, иако од време на време со мал одмор на кој што не е потребен на сите, но секогаш тука и за нашите гледачи и со интересни рецепти кои ни го освежуваат па вака и летното мени. Еми, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, благодарам за поканата и поздрав до гледачите и секогаш во секоја сезона со совети како ние да го држиме нашето здравје и што треба да обрнеме внимание, особено па во летниот период, нели, каде што ние неопходно да пиеме вода, да го разладиме нашето тело, да бидеме спремни на одмор под дејство на сончевите зрачења, односно слободните радикали, па како можеме да направиме некаква промена и како може да го зачуваме и тургорот на клетките, да не бидеме дехидрирани, зашто знаеме дека летото колку ни носи убави работи, но високите температури го дехидрираат организмот и она што треба ние да направиме во летниот период особено е да пиеме вода и да внесуваме храна која што има и вода, растителни влакна, балансирана исхрана наспрема онаа храна која што е тешка за дигестија и дополнително ќе го оптерите и вегетативниот и нервниот систем, па како и дигестивниот систем. Со тоа што и се забавуваат сите процеси во нашето тело кога еден организам не работи правилно, а тоа важи и за организмот кога е дехидриран. Она што треба да го направиме е да пиеме вода. Уште еднаш напоменувам, затоа што не смееме да дозволиме да бидеме заморни, поспани, да го изгубиме тој електролитен дисбаланс во нашето тело. И она што сакам да го напоменам е тоа што многу луѓе во летниот период ја избегнуваат солта, а натриумот и тоа како ни е потребен за дисбаланс, односно за баланс на електролитите во телото, бидејќи преку потењето, преку уринирањето, па и сезонските бактериски вирусни инфекции дополнително може да го нарушат тој електролитен баланс, односно да дојде до дисбаланс, па затоа ќе напоменам, луѓето кои што внесуваат натриум, односно сол во исхраната, треба да биде умерено и балансирано, но никако не смеат солта од исхраната да ја исфрлат, затоа што може да дојде до дисбаланс. Така да во храната ние што ја конзумираме и ги препорачуваме, нели, и рецептите кои што треба да се направат, да, тие треба да бидат богати со вода, растителни влакна, нутриенти, витамини, минерали, а особено овој период од годината ние имаме на пазарот се што треба. Значи, ќе тргнам од морковот, од пиперката, од доматот, лубеницата, дињата, кајсиите, праските, се е тоа што содржи бета-каротен, односно антиоксиданси кои што ни се корисни и затоа природата токму во овој период од годината дала токму се што треба. Да не спрема и да одиме на плажа и на море, нели, и да внесуваме храна која што навистина ќе биде добра за нашето тело. Така да јас денеска сакам да спремам рецепти, па не знам, 2-3 ќе излезат најверојатно. Така, да. Од неколку намирници може да направиме повеќе комбинации. Тука јас имам пченицата, само ќе ми треба лажица. Пченицата ни е варена. Претходно сварена и од која ќе се свари пченицата, убаво би било со ладен млас на вода да се помине за самите зрна да не се лепат меѓу себе. И ова од вчера е подготвена сварена, не е зачинета воопшто и за оваа салата
Значи во комбинација ја сакам да ја презентирам или да направам од овие намирници со печени пиперки. Пиперката може да биде и свежа, може да биде и печена, иако таа нели има и витамин С, има и растителни влакна, зборувам за пиперката, меѓутоа посебно оној печениот мирис, па и не толку крцкава како што е свежата, малку лукче и магдонот, посебен шмек. Посебно уживање. Навистина јас ја обожувам пиперката во секоја варијанта, нели црвената пиперка може и ова, меѓутоа во оваа комбинација навистина дава една потполна ситост на телото. Тоа може да биде и за ручек, може да биде и за вечера овој предлог на салата. Она кое што ќе го надополнам еве вака и може да се се формулира како прашање, кога зборуваме за односно за ленчокот конкретно во летниот период, пиперката и патлиџанот задолжителни, но некако многу често и луѓето ги прават во комбинација на летна манџа која што е неизбежен. Значи превкусно навистина трпезата и во кој што многумина уживаат, така. И ќе додадат и сиренца во таа. И многу често во моите програми во режимот на исхрана имаат летна манџа, затоа што греф е овој период од годината да не се искористи на ваков или онаков начин зеленчукот, па дури и овошјето. Дури во овие комбинации од салати може покрај зеленчукот да се додаде и овошје, некоја посмела комбинација, нели вкус на солено, па благо, некој чуден, меѓутоа добар вкус за да биде и добар за дигестијата за нашиот стомак. Ќе речеме дали е тоа здрава варијанта за оние кои што сакаат да преферираат малку поздраво, бидејќи станува збор за пржено, но може да се подготви, претпоставувам и да не биде тоа толку. Навистина, јас вакам, нема забранета храна, меѓутоа има лимитирана храна. Кога станува збор за пиперката, доматот и термички да е обработено или па зеленчукот термички да е обработен, нема толку нели и потешко ти за дигестивниот систем бидејќи е пржена храната, меѓутоа мала термичка обработка нема да направи никаков проблем. Наспрема онаа храна која што забрануваме, процесирана храна, тешка храна, газираните напитоци, многу често тоа го говорам и го зборуваме дека нели таа храна треба да биде забранета, меѓутоа еднаш во неделата или два пати во неделата да имаме некакви, ајде да кажам, прекршувања, тоа навистина нема да биде проблем доколку ние имаме балансиран начин на живот, односно отстапки. Да, го преферираме, го почитуваме тоа што е апсолутно. Така да доколку и термички малку обработена, нема никаков проблем. Сега пиперката јас да ги љупам морковите, ти нема да ги само ќе ги направиш во ленти. Надолж ленти да бидат морковчињата. Тоа е за друга салата, не е за оваа. А оваа салата со пченицата сварена, пиперките, свеж домат, магдонос и малку зачини би била доволна комбинација за еден оброк. Така да можам да ти дадам едно вакво танјирче и кога ќе ги да ги направам во ленти тука. Да, како лентички, вака да видат само првиот слој да го тргнеме. Да. Добро. Вака да видат и додека ги љупи, сега можеш директно во тањирчето. Треба сите или? Еве вака, па колку ќе може да се наполни тањирчето, да не е оскудно, да не мислат гледачите дека само 2-3 залчиња е доволно од таа салата. Да биде, нели, 180 до 200 грама предлог може да биде овој оброк или салата, па плюс да се додадат уште други намирници, така да многу често за оброците препорачувам да биде главниот оброк 180 до 200 грама или 180 до 200 милилитри доколку станува збор за некаква манџичка направена. А салатата секогаш дури повеќе од дозволеното, нели, може да се препорача 300 до 350 грама со комбинација на различни, нели, зеленчуци. Со тоа што зачинните, како што кажав, може да биде додадено сол, е неопходно, па потоа може да се додадат и други зачини, маслиново масло, јаболков оцет и тоа би било доволно, па и да уживаме во храната, а и да немаме потешкоти во поглед на варењето на самата храна, затоа што кога ние внесуваме храна која што е тешка за дигестија, ни е тешко преку целиот ден на целото тело.
Да, и тоа особено можеме да го почувствуваме во текот на летниот период, ако претераме со нешто. Да, и она што сакам да го напоменам, многу често луѓето кажуваат имам потешкоти во задршка на вода и течности. Покрај крвотокот, нели, каде што го раководи срцето и ја распоредува крвта до ткивата и органите, нас ни е исто така подеднаква важна лимфниот систем, каде што лимфниот систем се раководи под дејство на нашето движење. Затоа исто е важна и физичката активност и движењето на таа лимфа да нема застој, затоа што лимфата кога стои, имаме лимфоедем, липоедем, се случува тој застој на самата вода, а и телото ни се акумулира и со токсини. Затоа е неопходно ние лимфата да ја раздвижиме, да ги немаме тие потешкоти, а тоа се случува со храна која што, нели како што кажав, има вода, има растителни влакна и храна дополнително која што ќе направи лимфна дренажа, а тоа е тоа што кажав, водата и течностите, и дополнително може да се подготвува вода која што ќе направи лимфна дренажа на црниот дроб и на тој начин ќе ги исфрли вишокот на вода, течности, а и токсини од телото, и со тоа ќе работи дигестивниот систем така како што треба. Затоа што, нели кажав, и крвотокот и лимфниот систем ни е подеднакво важен. Алармираат. Меѓутоа, ние кога тој аларм не го слушаме и тие сигнали, може да се случи некаков проблем или застој на лимфата и потешкоти. Затоа што и подеднакво е кога се збори за здрав и избалансиран начин на исхрана, се подразбира и спиењето заради балансот и на хормоните, а исто така и физичката активност, независно колку килограми имаме, дали е тоа помалку килограми или повеќе килограми, тоа треба да биде секојдневно таа физичка активност застапена во нашиот начин на живот. Друго да не испуштив да кажам, тоа сакав да го кажам. На времето луѓето кога работеле на нива имале жетварската салата, тука имале краставица, лукче додавале, вода и буквално таа ги освежувала и ги рехидрирала, го ладела телото и организмот. А тоа е затоа што и самата краставица е убав електролит, има повеќе вода и самата салата е освежителна. Значи, нашиот организам ние не треба да го трупаме со храна за да бидеме сити, треба да препознаме кога сме навистина гладни. Така и обично во летниот период сакаме да се освежиме истовремено, сакаме да не се пренајадеме, и исто така да се чувствуваме сити. Сега, многумина можеби тука токму заради тоа се наоѓаат пред предизвик, се освежуваат. Да, но на крајот почувствуваат малку повеќе глад ако нели конзумирале полесна храна. И ако конзумираат алкохол да се освежат на тој начин, меѓутоа и алкохолот знае да направи задршка на вода на течности во телото, па затоа е неопходно во текот на денот 0,33 мл на 1 килограм тежина. Колку ни е потребна нас водата, нека пресметаат. Така да во текот на денот за возрастна особа од 2,5 до 3,5 и повеќе количина на вода, па физичка активност, нели секогаш водата е различна, некој има физичка активност повеќе, нели има активности во текот на денот, меѓутоа водата е неопходна и е лекот. Некогаш ние многу често тоа го кажувам, некогаш можеби не сме гладни, можеби сме жедни, па прво да се напиеме вода, па после да одлучиме дали ќе продолжиме да јадеме нешто што треба или не треба. Секогаш и во здравиот избалансиран начин на исхрана даваме предност на водата, па потоа храната. Така е, да. Да не избрзуваме и да го направиме вистинскиот избор и се разбира да го слушаме своето тело. Јас ги изредам вака морковите, дали ова доволно или треба уште? Така, доволно е, таман за да покажеме. И сега за оваа салата со пченицата додадов малку маслинки, печените пиперки и свеж домат. Сега маслиново масло можам да земаме од ова директно или да тоа ние тука токму за тоа. Директно од шишето. Значи маслиновото масло еве вака. Дури и во оваа салата може да се додаде и наутот, тоа е протеин каде што
потполно може да замени и месо. Па во еве вака да кажем во летна варијанта. Сол ти треба? Да, ми треба сол, ама еве ќе ставам биберче најдов. Да, солто мислам дека И сол тоа е лукчево прав, малку додадов, иако може да се додаде свеж, ама тука го најдов. Да. Така да еве го малце и биберчето. И ако најде сол, ајде стави да видиме колку тебе ти треба натриум во текот на денот. Добро, доволно е, барем 2 до 3 грама во текот на денот. Можам да го додадам и наутот, само лажичката. Лажичката ни беше тука некаде, каде еве вака добро. И можеме да ја измешаме оваа салата и ќе ставиме на крај ова што е, ајде со ова. Еве вака. Салатата доколку треба зачин да се додаде и јаболков оцет може исто да се додаде. И го ставаме Макдоносот. Така да, мислам дека оваа салата ни е готова. Пред да завршиме со овој рецепт, како конечно, за оние кои што може би имаат мака со глутенот, наместо на пченицата може да се стави киноа, кускус, хелда, така, оди во комбинација тоа, така? Житарица може да биде замена за ова. Во оваа салата, значи, сусам, морковот, може да се додаде мед или маџун со сенф и суво грозје. Значи како дресинг, само уште лажиче ќе ми треба, за да може да ставиме и маслиново масло ќе ја додадам. И многу е важно, нели, и самиот морков, па и во текот на целата година го имаме. Убаво би било, нели, да ставиме маслиново масло за да може бета-каротинот да се претвори во А витамин, кој што е, нели, тоа како важен за да го внесуваме во нашето тело, па во текот на целата година, а особено вака во една лесна варијанта, без многу марифети, што би рекла. И да се направи еден дресинг, може мед, може маџун во самиот сенф и сусамот, каде што има и калциум, може да биде интегрален и малку потпечен заради шмек, меѓутоа е доволно вака. Сега што да ставам прво? Ајде, сусамот ќе ставам, па на крај дресингот и може малку и портокал да додадеме, но тоа ќе го исцедиме, ќе го исцедиме од озгора. И навистина многу ми се допаѓа оваа салата, иако јас сум љубител многу на морков, па и така го грицкам. Да. Свеж не може во... Да, секој од нас може би така преферира да го конзумира, особено нели во летниот период, кога игра и главна улога или во... Баш така, да. Можеме и остатокот од Макдоносчето, може да се додаде. Да го исцедиме сега ова. Портокалот, да не изумам, а да прашам нешто многу важно, особено во овој период, секогаш или секое лето, за жал се појавуваат стомачните вируси, кои што навистина знаат да бидат тешки и кои многумина ги поменуваат истоштувачки, па така имаме и актуелен стомачен вирус, кој исто е со таква симптоматологија. Во однос на стомачниот вирус не можеме да го спречиме, ама можеме да си помогнеме. Да си помогнеме, да дадеме совети во таа насока. Значи, секогаш, нели, како што кажав, многу е важен и балансот на електролитите и на тој начин кога имаме вируси, може да дојде до дисбаланс, па убаво би било да направиме ние сами дома електролит. А тоа што? Значи, може 2 лажички мед во 500 мл вода, малку сол и нели, медот или засладувачот го имаме и 1 портокал или 1 лимон лимета да се додаде во таа количина на вода и во текот на денот малку по малку да се пие, па исто така и супите и чорбите, односно пилешката супа ќе биде добродојдена за да малце да го поткренеме организмот и телото. Водата е број 1 и за вакви ситуации како инфузија, меѓутоа и овој електролитен раствор што во домашни услови ќе ги направиме наспрема оние купечките, но исто така и пилешката супа со многу зеленчуци е буквално електролит, каде што ги имаме и магнезиумот, и калциумот, и калиумот, односно тој електролит ќе го надополниме со на начин со конзумирање. Да. Тоа е доколку се соочиме со вирусот. Ако сакаме да превенираме или да бидеме поподготвени, колку би препорачале конзумирање во превентивно пробиотици или нешто друго кое што би го подготвило нашиот
дигестивен систем за поголема одбрана, полесно поминување така. Апсолутно, пробиотиците и пребиотиците се едно без друго не можат, нели? Пробиотиците може да биде и кефирот, нели, како пробиотик, или јогуртот во текот на денот да се внесе, доколку е неопходно, доколку се соочуваат со вирусна или бактериска инфекција, убаво би било за микробиомот, односно за цревата да се внесе и како суплементација, меѓутоа во консултација со лекар, со нутриционист, колку би било доволно, нели, количеството на суплементација, меѓутоа се продолжува во иднина со самите млечни продукти, кои што и тоа како имаат добри стартер култури, односно пробиотици, и пребиотиците, и односно и ферментираната храна исто така е добра и за цревата, а исто така да се надополнуваат заедно со пробиотикот. Така да и растителните влакна се добри пребиотици како култура за тоа е доаѓа како нива со посев. Така да мора едно со друго да бидат заедно во комбинација да имаме добра равнотежа и во стомакот. Одлично. Имаме значи две предлог салати за денеска. Тоа ни е салатата која што направивме од чинка, домат, маслинки, малку наут и магданост, и она кое што го е сосем едноставно и го направивме, а тоа е морковот со сусам и дресингот од сенф и мажун конкретно за денес и малку магданост и со сок од портокал за сите тие кои што сакаат на тој начин да го освежат, идеја. И идеите на Емилија никогаш не недостасуваат, креативност исто така, се е тоа така, ама најчесто време ни недостасува, така што... А немаме ни време за смутито? Уште колку време ни треба за смутито, бидејќи ќе требаме да одиме со следната содржина која што ни е на терен и ни е временски дефинирана. Молам, почекајте ме, ќе го направиме брзо да се освежиме. Што треба да ти помогнам и барам и да го кажеме вака теоретски. Ајде рецептот. Да, една банана ќе додадеме во блендер, нели, може да се додаде и ѓумбир. Потоа што ставаме? Леле, добро. Ги измешав од брзање, нели? Земи си време. Ете така, ѓумбир, портокал, 7. Кога сме под притисок, може подобро е. Чекај, немаме портокал. Многу функционираат подобро под притисок, но немаме до толку потреба. Добро, не секаде сега, да не давам идеи. Немаме до толку потреба, до 3-4 минути ве кажува колегата. Ете, добро, кога го направивте стресот, сега уште 3-4 минути, таман сме, добро, таман да пробаме. Да. И еве вака, сега ќе го, ова, тука да можеме да биде вака по... Јас слушам дека имаме време, ама Ивана нешто ме брзаш, имаш нешто против мене. Јас од време или со време да споменам дека сме некаде кон крајот. Од стрес малце морам вода да се напијам, кој стрес ми го направи. Па тоа е еден доказ како и на кој начин водата помага и зашто би требало да ја конзумираме така како што треба и толку колку што треба. Значи ставивме портокал, ставивме банана, така, јаткасти плодови и ѓумбир. Добра. Иако е летен период, нели, ѓумбирот ми е нака убав и освежителен за антиоксиданс. Зашто да не? Ово вклучено е? Тоа е вклучено, тоа е се подготвено, слободно можеш да блендираш. Како беше овој се? Вака. Ке има за двете? Па би требало, или може да ставиме малку повеќе водичка. Да, ајде. Можеме, за да ги наполниме двете чаши и веројатно малку попитко, заради тоа што токму тоа е освежувањето во летниот период и тоа што сакаме да го внесеме, да биде можеби во така потечна форма, а да има се. Може да се додаде и мраз, меѓутоа не препорачувам секогаш да биде храната конзумирана ладна. Треба да биде температура која што приближена до нашето тело, меѓутоа една коцка мраз нема да направи проблем, а ладна вода од фрижидер, односно од ладилник, навистина може да биде проблем и особено во летниот период да не се прави тоа. Да, и тоа ќе направи драстична разлика правиме во температурата телесната со тоа кој што го внесува. Ајде таман, со време и со се. Па ова ми е мене утрински појадок, затоа што немам појадувано. Повели за тебе. А после ова си пијам кафе со мојата клиентка, што и во моментов не гледа, па и да ја поздравам и после емисија одам на работа да пиеме кафе. Ај, живели. Да, нека ти е со среќа работата и се разбира на сите оние кои што во моментот можеби се подготвуваат за на работа во вториот дел од денот или уживаат во овие утрински предпладневни минути заедно со утринска на Тилма, а се
не се појадувани, поточно се од оние кои што појадуваат можеби малку подоцна, еве нека си го направат првенствено ова, што морам да признам дека е вкусно и е одлична идеја да им и денес. И овие салати кои што ги предложивме, се секогаш добре дојдени да се направат, доста практично, вкусно, освежително, сето на кое што ни е потребно и, што е најважно, кога ги конзумираме, да имаме на ум сето ова за кое што денеска зборуваме. Апсолутно, и сакам да напоменам дека дињата, нели, лубеницата во овој период од годината, и многу луѓе ми пишуваат и ме прашуваат, јас сум диабетичар, дали можам? Да, може и дињата и лубеницата, 150 грама во текот на денот, па малку цимет, па и протеинче, може да се додаде, мало парче сирење или јаткасти плодови, да има тука еден баланс на шеќерот, односно на гликемиите. Така да нема забранети намирници, има само умерена конзумација, така да и дињата и лубеницата, кај и праските во ваква комбинација може да бидат идеални за сите. Да, потврдна и убава вест, особено кога зборуваме за ова овошје, лубеницата, грев би било да не можеме да ја конзумираме, затоа ете, да ги послушаме советите, да уживаме во летото и во она кое што ни го давала природата и ни го дала и го имаме, да го одбираме мудро и да се чувствуваме здраво. И ми ти благодарам, посакувам успех со Нутрием, како што и досега, и се гледаме веројатно следната сезона со Утринска недела. Така, секогаш со задоволство. Поздрав.